Поздрав до сите, ова е 9-то издание на Тајната на успехот, серијал подкасти за женското предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Денешната бизнис приказна не води едно мало село во Преспанскиот регион, селото Арвати. Таму ја запознавме нашата денешна гостинка, силна и храбра жена, која е борец за унапредување на правата на жените и условите за работа на жените во руралните средини. Запознајте ја Руменка Димовска. Господја Димовска, вие потекнувате од источниот регион, но љубовта во односе во Арвати. Дали судбината предодреди да се занимавате со земјоделство, продолжувајќи ја традицијата на семејството на вашиот сопруг? Или беше ваш избор? Пред се, добар ден и благодарам за поканата. Чест и задоволство ми што и јас сум учесник во вашата емисија. Моите соништа беа сосема поинака, меѓутоа, како што рековте, љубовта ме однесе на сосема друга страна. Така да го продолжив семејниот бизнис, меѓутоа се одлучив и на еден друг чекор, малце не секојдневен за жена од која што потекнува од рурална средина. Се фрлив малце и во предприемачките води, така да во 2007 година одлучив да формирам собствена микрокомпанија, која што и ден денес се уште функционира, така да се испробав во областа на трговијата, односно се занимавам со колонијална продавница. Меѓутоа, не го оставивме и производството на јаболка, кој што и ден денес тоа го правиме, значи повеќе од 30 години. Тоа е семеен бизнис. Значи, целото семејство? Така, целото семејство е учесник во сета таа работа. Верувајте дека земјоделството не е лесна работа, како што многу мислат. Не е само да се дојде до еден производ, прво треба растението да се посади, да се негува, да се одгледува и тоа е потребно секојдневно. Целосна посветеност и секојдневна ангажираност. Точно, секојдневна ангажираност и тоа ангажираност од повеќе членови, не само од еден. Колку ви површини вашето семејство или вашата фирма, вашата компанија поседува и колку производство произлегува од тие површини? Ние имаме некаде околу 3 хектари површински, односно произведуваме некаде до 100 тони годишно, првенствено јаболка, меѓутоа имаме и насади со круши, дуњи, сливи, грозје. Во старт, значи ако дозволат временските услови, знаеме дека денес има многу неприлики, значи појава на град, појава на мраз, така да тоа производство може да биде намалено и 10 пати помалку. Не зависи производство само од работата, така, и од значи нашата фабрика е под отворено небо и тука не сме можни да го заштитиме ние сето тоа. Така да може како уназад што се има случено 3-4 години, значи производството ни е енормно намалено, дури 10 пати повеќе, така да се има случено години кога едва и занаш може да собериме некој производ, а не дури да го пласираме. Каде го пласирате? На кој начин пласирате производството? Дали е тоа само од купувачи или нешто и сами дистрибуирате? Претежно оди за извоз јаболкото, значи си има од купувачи кои што знаат честопати да манипулираат со производителите, го зема за без пари, го продава 10 пати повеќе, така да вие тука ќе плаќате јаболка од 50, 60 и 100 денари, а кај нас јаболката, нашата откупна цена знае да биде 5, 6, 7, 8 до 10 денари максимум. Сега... Колку се покриват трошоците на производство со таквите цени? Многу малку. Дури може да биде во загуба. Кој е решението? Решението го гледам во пред се да преземи некој чекор и самата држава, односно Министерството за земјоделство, кое што треба да донесе една стратегија, прво да го заштити нашиот производ, значи да не се дозволува увоз, немам против увоз на било каков производ, меѓутоа дори што не го заштитиме сами својот производ и не знаеме да го цениме, тука не можеме ние земјоделците ништо сами да направиме. А верувајте,
Сметам дека земјоделството денес е недоволно вреднувано и најнеценета гранка во државата, која што мислам дека тоа место треба та политика треба да се смени. Значи, знаеме дека освен водата, ако нема производство на храна, нема живот. Значи, било кој друг сектор во државата и да се затвори и да не функционира одреден период, може да преживееме, точно. Меѓутоа, ако немаме храна, ние не може да екзистираме, немаме живот, буквално. Има ли програми, еве што ги проведува држава со кои се опфатени посебно жени земјоделци? Има програми, меѓутоа не секогаш критериумите и условите може секој да ги исполни. Значи ќе се дадат некои смешни услови, некои критериуми кои што не секој може да ги исполни и може да аплицира за таков проект. Па, например, ево сега има ИПАРД програми. Преку ИПАРД програмите, за да можам јас како жена или независно како земјоделец регистриран да аплицирам, треба да имам одредени услови. Секоја програма си носи своји поени. Ако јас не освојам доволен број на поени, не можам да успеам да аплицирам на тој и тој фонд. Така да во тој случај нема да можам да обезбедам ништо, нема да добијам никаква помош. Споменавте дека членувате во локалната задруга. Дали се решаваат некои покрупни прашања кога така заеднички се собирате, кога заеднички донесувате некои решенија за надминување на одредени проблеми? Секогаш има сопки и секогаш има проблеми, предизвици кои што треба да се решат. Јас лично не учествувам во тие собирања, меѓутоа мојот сопруг како член учествува таму и се појавуваат многу проблеми. Од една страна, првиот проблем и најважен е недостиг на вода. Значи мора ние тоа да го регулираме на некој начин. Меѓутоа не сме могни против природата. А за природата дека нешто ни враќа сега, ни враќа и ние сме самите виновни. Во тој регион? Сега ова година да. Значи сушата предизвика намалување на производството, значи недобри плодови, ќе нема квалитет и мислам дека во наредните години ќе има доста намалување на производството на храна, цените ќе одат нагоре, за жал, така да кој ќе биде бенефитот и колку ќе останат се уште упорни земјоделци, секоја чест ќе биде. Дали младите, еве кога спомнавте за упорноста, дали младите во вашата средина, покрај нели вашите деца, се решаваат да се определат за земјоделство? Конкретно во мојот крај има млади луѓе кои што се уште живеат и екзистират од земјоделството, меѓутоа предизвиците и проблемите се малку поголеми. Дали како жена сте дошле во судир со одредени стереотипи, предрасуди? Дали сте имале потешкоти во извршување на одредена работа или пак тоа што сте жена ви било дополнителна енергија? Ке тргнам од самата себе. Јас сум човек кој што сака да се бори и гледам малце оптимистички, гледам малце од она розева страна на било кој проблем, а дека има стереотипи и бариери во руралните средини, има. И мислам дека ретко која жена би се одлучила да почне нешто ново. Во руралните средини, за жал, во нашата држава има сигурно, да не речам 90% од местата каде што живеат жените. Значи, жената пред се треба да биде домакинка, мајка, сопруга, а не да размислува да отвори некој бизнис или да оформи некоја компанија која што ќе ја води сама. Тие стереотипи и бариери мислам дека Јас се одлучив, јас сум ево пример за тоа, се одлучив и тргнав по патот на успехот. Успехот како го гледам? Го гледам како едно скалило кое што треба да се искачи. Најтешка е првата скала. Ако ја искачиме неизда, ако се одлучиме на првиот чекор кој што е најтежок, верувајте, понатаму е се полесно и полесно да одиш по патот на успехот кој што не секогаш е послан со рози. Меѓутоа,
Треба упорност. Многу лесен пат, од тогаш е погрешниот. Да, се сложувам со вас. Колку женските организации, особено оние што се занимаваат со женското предприемништво, ви се некоја поддршка во работата? Конкретно за вашата национална платформа за жени предприемачи, што ја имате сега оформена, тоа е добра страна, тоа ќе биде место кај што сите жени ќе можат да го кажат своето искуство, своето мислење, своето знаење, независно која од која област доаѓа. Значи сите ќе можеме тука да се подучиме, да прашаме за совет, меѓутоа дека ќе допрат многу до руралните жени, ќе биде малку потешко, затоа што треба да се мое мислење дека ќе треба да има на повеќе места вакви канцеларии, да ги наречам, кај што ќе може некој да се обрати, да побара помош, совет. Не секоја има можноста да дојде овде во Скопје и да ве побара вас и да ве исконсултира и да продолжи понатаму. Тие нови современи технологии, социјалните мрежи каде што може да допре до таквите информации. Сепак мостот може би треба да се направи во малку на поинаков начин. На пониско ниво, отколку во централата. Да, тоа е моето мислење. Односно во Скопје. Што е според вас најважно или неколку најважни карактеристики за жена да биде успешна? Што е она што Првенствено треба да има самодоверба. Ако имаме доверба во самите себе, упорност, истрајност, мислам дека успехот ќе биде загарантиран. Е тежок, меѓутоа може ќе треба денови, месеци, години, меѓутоа задоволството на крај ќе биде преубаво. Да имате можност да го вратите времето, да имате можност повторно да избирате дали би ја одбрале истата судбина, истата професија или би научиле нешто, сте научили нешто што би го искористиле на новиот почеток? Пак би го одбрала истото, меѓутоа денес имаме толку можности, што и да посака човек може да успее, само треба да е упорен и да работи. И да го посакува. И да го посакува. Значи без работа нема успех. Што би им порачале на младите девојки? Како би ги охрабриле да започнат собствен бизнес и да истрадат во него? Прво да имаат самодоверба, да се упорни, истрани во работата, да имаат зацртан план, сето тоа да го стават на хартија и да го направат првиот чекор. А верувам дека во многу делови од руралните средини има жени, млади девојки кои што имаат потенцијал за таков предприемачки дух, меѓутоа не се осмелиле да го направат тој чекор. Господја Димовска, ви благодарам за учеството во тајната на успехот и посакувам успеси понатамошни во работата и нормално во животот. Благодарам и ми беше чест и задоволство да бидам учесник во вашата емисија, каде што се осеќав навистина преубаво. Благодарам уште еднаш.